да зборуваме за македонскиот јазик. Јас сум Марија Лозановска, дипломиран македонист и поранешен професор по македонски јазик, но најважното што треба да знаете за мене е тоа што дека јас сум преголем заљубеник во него. И тоа е единствениот услов кој што треба и вие да го поседувате за да си го подобрите својот македонски јазик. Во денешната дигитализација и пречестото користење на социјалните мрежи, неминовна е комуникацијата преку пишувањето. И од тука потекнуваат и многу прашања кои што си ги поставуваме, дали јас правилно пишувам на македонски јазик, каде грешам и како да си ги поправам грешките. Затоа со овие видеа сакам да ве доближам што поблиску до стандардниот или литературниот македонски јазик и да го подобрам вашето пишување. Јазикот е една опширна и обемна тема која што не може да се совлада во еден ден, и затоа чекор по чекор ќе ги укажеме правилата и на таков начин ќе си го подобриме јазикот. Јазикот е жива материја и се менува, и овие мои видеа се со цел за да ги разгледуваат оние модерни проблематики на истиот јазик и она со кое што денес се соочуваме. Пред да ги набројам кои се 5 најчести грешки по темата правопис, би сакала да се претплатите на мојот YouTube канал и на таков начин да бидете секогаш во тек со сите оние содржини кои што ги објавувам во него. Првата најчеста грешка во пишувањето е кога се во допир негацијата не и глагол. Например, не знае, не може, не мора. Правилото гласи дека кога се во допир овие два збора се пишуваат одвоено. Грешката е во тоа што најчесто овие два збора ги пишуваат заедно, или слејано, или во еден збор. Причината за грешењето кај овој глагол е тоа што тој пречесто се користи и на некаков начин како да сраснува во пишаната комуникација, и најчесто луѓето мислат дека се работи сепак за еден збор. Додека сме кај одвојувањето на зборовите, ќе се надоврзам и на втората најчеста грешка, а тоа е кога се во допир со кратка заменска форма во припадност. Односно, мајка ми, татко ми, брат ми. Ми е кратка заменска форма од мојата, мојот, моите. Причината за грешењето кај овие зборови е исто така како и во првиот пример, каде што се мисли дека се работи за само еден збор. Третата најчеста грешка е во интерпункцијата, односно во надредниот знак. Надредниот знак не е апостроф, туку тоа е оној знак кој што се наоѓа над редот. Надредниот знак се пишува само во 4 случаи, а тоа е кај прилогот се, кај кратката заменска форма не, од нас не, кај кратката заменска форма во женски род и, нејзе и кај зборот се уште, кој што се пишува со надреден знак и одвоено. Причините за грешење кај овие примери е тоа што најчесто луѓето не ги знаат и се бунат. А оние кои што можеби ги знаат, многу им е полесно да ги напишат без надреден знак, затоа што на тој начин ќе мора да ги бараат во тастатурата. Или можеби ги немаат во својата тастатура. Доколку сакате овие правила да ги следите кај овој надреден знак, тогаш полесната форма на пишувањето е да го користите апострофот по буквата врз која што мора да биде надредниот знак, меѓутоа во моментот не можете да го најдете, за да може вашата реченица да има смисла. Има многу случаи каде што доколку не се напише надреден знак, целата реченица ја губи својата смисла и во вашата секојдневна комуникација,
која што нормално не е официјална, ви препорачувам сепак да го користите апострофот. Четвртиот пример за најчестите грешки во пишувањето е кај глаголот сваќа. Тој се пишува со Ф. Зошто се пишува со Ф? Затоа што потекнува од глаголот фаќа. Односно се мисли на тоа дека си ја фатил мислата, односно си сватил. Причините за грешење кај овој збор, односно зошто се го пишуваме некој со В, тоа е затоа што овие се консонанти кои што се блиски на себе, односно едната е звучна, а другата беззвучна консонанта, односно согласка. Причината за грешењето кај овие согласки, кога не знаеме дали се пишува В или Ф, е затоа што во најчест број на случаи се пишува В, меѓутоа се слуша Ф. Петата најчеста грешка во пишувањето е поврзана со странските јазици. Кај нас, деновите во неделата и месеците се пишуваат со мала буква, затоа што тоа се општи именки. Се пишуваат секаде со мала буква, освен кога се на почеток на реченица. Многу од нас тие именки ги пишуваме со голема буква, затоа што имаме влијание од странските јазици, поконкретно од англискиот и германскиот јазик, затоа што се тоа едни од најкористените јазици во светот и кај нас. Се надевам дека со ова видео ви помогнав во подобрување на вашиот македонски јазик. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк и споделете го со вашите пријатели. И запомнете, пишувајте на кирилица и почитувајте го македонскиот јазик, затоа што само на таков начин ќе го сочуваме.